Добре, криптоентузијасти, според вашите гласови денеска имаме видео за вести, економија и биткоин, со тоа што денеска ова видео за вести, посебно делот со економија, одлучивме да го посветиме на моменталната ситуација на санкциите врз Русија. Ќе објасниме зошто е ова битно. Нормално многу од вас мислат дека е затоа што сум ја многу голем љубител на Русија, значи да разбереме една работа. Русија ниту била, ниту ќе биде некој голем партнер на Македонија, никогаш во историјата, ниту пак сега. Но во оваа ситуација е многу битно затоа што Русија, знаете како, е оно влакно што го скршило грбот на камилата. Буквално, ово што моментално го гледаме што се случува, е одраз на тоа колку е намалена и силата и на некој начин влијанието кое што го има и Мурика и западниот свет во економијата, па и во глобалната сфера. Односно го гледаме со своји очи како се намалува, уште еднаш ќе накажам, и влијанието како на Мурика и на Г7 и НАТО, така и на целиот овој западен, како да го наречам, изрод од цивилизација, како сакате наречете го. И сега, многу од вас веруваат дека тоа не е битно. Не заборавајте дека вториот дел видеото ќе биде за биткоин, ќе разговараме за FOMO, од каде се тоа се случува, тој се за FAT, од каде се тоа се случува и зошто е толку битно, значи дали навистина има реална опасност до она што моментално сите го зборуваат за продажба на Mt. Gox и така натаму, но нели затоа што имаме два дела, сакав ово буквално да го посветам на овој дел, да видиме што реално се случува моментално и дали овие санкции кои што ги прави моментално и Мурика, и Г7 и НАТО имаат било каков ефект, и тоа преку, уште еднаш ќе напоменам како и секогаш, медиумите на западната страна. Значи ние користиме институции и медиуми на западната страна за да видиме реално што се случува, пошто нели, ако е се од источната страна е пропаганда. Еве од нивната страна да видиме дали има некаков ефект. Уште еднаш ќе напоменам. Ова не е за да ви покажам колку е силна Русија, ова не е за да ви покажам дека Русија ќе ја победи војната, тоа не морам да ви го покажам, тоа е веќе реалност. Ова е за да ви покажам дека во основа на ова што се случува во Русија, ќе видиме многу позабрзана дедоларизација, ќе видиме многу големо поместување на овие моćни центри кои што сега се во Берлин, Лондон, Париз и Вашингтон, во Бејжинг или Пекин како што ние го викаме, Москва, Сан Петербург, Нью Делхи и Техеран, се разбираме. Значи многу од луѓето тоа им е непоимливо и незамисливо, но се случува. И затоа уште еднаш ќе напоменам, ова што го гледаме со Русија е феномен кој што ни покажува дека другата страна е веќе толку слаба што сите заедно не можат да се борат против економија на една од овие земји, а не против сите заедно, така? Значи пак на крајот верували или не, се сведува на НАТО гериатрија 7 и БРИКС, а моментално они не можат буквално една од овие земји да ја стават под контрола. Замислете кога ова ќе порасне на од 11 на 20, од 20 на 50 земји, значи уште еднаш ќе напоменам, глобалниот југ е иднината. И ако го занемаруваме тоа, замижуваме и се надеваме дека нема да се случи, тоа нема да се смени затоа што вас не ви се допаѓа. Тоа е реалноста. Но ова што го гледаме моментално треба да видиме како западната страна, дури не сакајќи, мора да признае дека ова се случува. Така да уште еднаш, не го сваќајте ова како дека јас ви држам некаква си пропаганда, туку сватете го ова дека ова е наједноставниот начин да разберете како да ги читате стварите како реално се, а не како ви ги презентираа. Значи, нормално е да гледате вести од едната и од другата страна, но битно е да најдете што од тие вести е реално и како таа реалност вас ќе ви се одрази и на портфолиото, на краток и на долг рок. Некогаш овие ствари се одржуваат на краток рок, како што многу пати сме виделе, поместување на цените на вредноста на долар, вредноста на нафта и така натаму. Но ова на долг рок ќе се одрази катастрофално по се што представува Запад и вклучувајќи ни и нас ако се ориентираме кон таа страна. Во однос, сега зборувам, инвестираме во земји кои што моментално гледаме дека буквално се во обратна насока. Значи, моментално гледаме дека ослабнуваат за разлика од другите кои што ја чуваат, така? Вклучувајќи бизниси, вклучувајќи се што е ориентирано кон едната и другата страна. Затоа мораме да знаеме реалната слика. Повторно, не е дали вас ви се допаѓа или не политика. Тоа мораме еднаш да го преминеме. Гледам многу коментари на моите видеа, аме не сакам за политика, кажи ми како да направам пари. Па ти кажувам како да направиш пари. Ти ако не знаеш што се случува во светот и ако не знаеш која страна расте, а која страна паѓа, тогаш ти инвестираш во погрешната страна и нема да направиш пари, се разбираме? Значи тоа е како гледаш дека сите економии во истокот на БРИКС растат
5 пати побрзо од економиите на Западот и ти понатаму инвестираш во економиите во Западот во компании кои што доаѓаат од оваа страна. Се разбираме? Значи, затоа ви велам, геополитиката има клучно влијание врз вашето портфолио доколку знаете како се ориентирате. Верували или не, на крајот од денот тоа се одразува на вашиот џеб, и краткорочно и долгорочно. Сега, прво мораме да разбереме кој е тој што ја казнува Русија, се разбираме. Значи, вас медиумите се обидуваат постојано да ви пласираат некаква си вистина дека целиот свет е против Русија. Не. Ни по точка разно. Значи, прво да видиме колку е казната Русија. Значи, Русија, за да разберете колку е ова смешно, и тоа ова не е целосно, затоа што ова е 13-тиот пакет санкции, 13 пакети санкции, замислете, донесе 18.772 различни типови на санкции врз економијата на Русија. Од кои што гледаме дека добри 90% од овие санкции се од февруари 2022 година, откако Русија влезе во Украина. Така, сега, значи, во историјата нема ништо ниту блиску, се разбираме. Значи, ни Иран, ни Северна Кореја, кои што се казнети не знам една декада назад, не се ниту блиску. Значи, замислете овде зборуваме за 3 пати, тоест, извинувам, 4-5 пати практично прилика повеќе санкции од Иран, 9 пати повеќе санкции од Северна Кореја, значи они нема санкција која што не ја вовеле, ја седат и измислуваат санкции, катастрофа, така. Значи, најсанкционираната земја во светот се во последните 2 години, така. Не е целиот свет, значи, не е целиот свет. Business Today, ова е западен медиум, тоа е Америка, Канада, овие Гејропа, северниве земји, и тоа дури не е Норвешка, верувале или не, туку само Шведска и Финска, Јапонија и Австралија. И они, за жал, кога они ќе кажат глобална заедница, они на ова мислат. За нив ова представува глобална заедница. Значи, остатокот од светот не постои. Ова е тој што го велат, нели, златна милијарда луѓе, кои што нели се битни, остатокот како ќе им дае Господ, се разбираме. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Не е цел свет против Русија, туку е 1/7 од светот против Русија. Значи, може да видите уште еднаш прозападен медиум. Значи, нека не ви прават глупо, знаете зашто го велам ова? Испаја ташакот кој што сега моментално ние премиери кажува како целиот свет е против Русија и дека ние ќе праќаме трупи. Значи, не е така и треба да знаете каква е вистината. Затоа што и нашите политичари и медиуми се обидуваат да ни прикажат приказна или, не знам, слика која што не е така. И сакам тоа македонскиот народ да го знае. За самиот да одлучи дали е или не е. Не да му каже Мицко, се извинувам, Мурто, да му каже како да одлучува. Сега, да видовме што направи. Така, значи 18 незамисливо. Никогаш во историјата немало ниту блиску толку санкции на некого. Се што може да измислат, се измислија, се фрлија. Што ви рекле, нели, од купатилото умивалникот и тоа се фрлија, значи по Русија. И 2023 година, во текот на најголемото фрлање, зборуваме 2023 имаше некои 10 пакети санкции, така. Русија успеала да порасне по GDP, погледнете, Financial Times, што не сум ја, Financial Times Source International Monetary Fund. Ајде да е Financial Times, па ќе речеме некој новинар, може да сгрешил, не напишал кој што треба. Но ова е Интернационалниот монетарен фонд. Лево маде на НАТО. Што значи дека овие информации очигледно доаѓаат од крајно прозападни медиуми и крајно прозападни институции, кога Интернационалниот монетарен фонд си дозволил да признае дека Русија успеала да порасне 3% во GDP, додека за разлика од тоа Мурика пораснала 2,5%, а Германија пораснала минус 0,5%. Се разбираме? И да не ги споруваме следниве, како и да е, но очигледно Русија со 11 пакети санкции успеала да порасне 300%, тоест не се ни 300 повеќе затоа што нели Германија и уназадила. Од Италија пораснала околу 300%, од Франција пораснала 300%, од Канада пораснала нешто помалку од 300%, што значи дека од најголемиве G7 гериатрија 7 економии успеала да порасне барем пута 3 со исклучок на Јапонија и Мурика. Така. Сега. 2024 година 2,5 и се останато гледаме дека е многу помалку истата ситуација. Значи ова што се очекува. И да не забораваме дека истата потоа беше на некој начин
подобрена и се очекува дека истата ќе има повеќе од 3% оваа година. Сега да не навлегувам премногу, идејата е дека истиот овој. Значи, овие информации доаѓаат директно од западот, од нивните највисоки институции, посебно кога станува збор за финансии и економија. Така. Втората интересна работа. Сега ова е многу интересен дел, да видиме како на ова ќе искоментираат одредени луѓе кои што гледам дека имаат некаков проблем со ова. Зошто го велам тоа? Многу пати слушам коментари од типот, ама тоа е воена економија. Но пред да поминеме тоа што ви го кажав, значи Русија се очекува да порасте многу побрзо од напредните економии. Во оваа ситуација 17 април 2024 година е практично каде што се очекува да порасте за 3,2%, односно се подобрува оваа слика која што овдека се очекува да биде 2,6-2,7 на 3,2%, доаѓа од кого? Од Интернационалниот монетарен фонд. Значи, како да ви објаснам, ова е нивно, така, они сами кажуваат, не јас. Сега, нормално, овдека добиваме информации од типот, ама знаете, тоа е воена економија, тоа нема никаква врска со реалноста, секојдневниот човек е многу сиромав, запамтете го, така, значи секојдневниот човек е понатаму многу сиромав. И постојано се користи овој термин, за да западниве политичари се обидат да објаснат на своите гласачи дека 18.000 санкции, кои што сега веќе не се 18, сега имаш уште еден пакет пред само еден месец, сега се повеќе од 20.000, не функционираат. Нивна економија и понатаму расте. И сега они цело време тоа као, не, ова е воена економија, ова е поради тоа што нивните воени индустрии работат и продаваат на државата, па за тоа има профит. А што е со Америка? Во Америка од каде е напредоков? Да не е случајно од житниве растенија, од прехранбена индустрија да не е. Иста ситуација. Колку што моментално Русија произведува за својата војска, толку моментално Америка произведува за Украина, за Тајван, за Израел, како што и претходно, а сега и дупло. Така, значи дека не заборавајте, ова не е само во Русија. Истата ситуација се случува и од другата страна. Но еве и тој да го заборавиме. Така. Значи еве го уште еднаш, ова е нивна проценка за растот на Г7 и растот на БРИКС. Тоа што го зборуваме на самиот почеток. Значи гериатрија 7 ќе растат во просек нешто помалку од 1%, додека за разлика од тоа, членките на БРИКС растат нешто во просек околу 3. Да, овдека сега доаѓа аргументот, ама овие се веќе многу развиени, затоа е многу тешко да се развиваат и понатаму. Да, тоа не го менува фактот дека ако вие треба да инвестирате во економија, вие би инвестирале во економија која што расте, а не која што расте 1%, се разбираме. Што значи дека вие во оваа ситуација нормално повеќе би се исплаќало да инвестирате во економија која што расте 3%, наместо економија која расте 1%. Така, се враќаме на тоа што постојано го зборувам. Геополитичката слика ви покажува каде е попаметно да се инвестира. Се разбираме? Со тоа што да не забораваме дека овде има и сили како Кина и Индија, па и во оваа ситуација Етиопија, кои што растат и од 5 до 7%, што е незамисливо за гериатрија 7. И повторно Русија расте во просек барем 3 пати подобро од 90% од членките на гериатрија 7, со 20.000 санкции. Сега, за тоа што како што веќе кажа, не се важи тоа е воена економија, добро во ред, тоа е воена економија, така значи дека нивната економија не расте, наводно тоа е само индустрискиот дел кој што е наменет за одбрана. Во ред. Еве тој дел да речеме нема ни да го признаете, се е во ред. Што правиме сега? 2022 година, пред почетокот на војната, Русија се смета за upper middle class income. Што значи дека има добар, но не колку најдобрите. Гледаме дека гериатрија 7, како и останативе глобална заедница земји, овдека спаѓаат Канада, Америка, Австралија, Нов Зеланд, Јапонија и нормално во оваа ситуација гериатрија 7 остатокот од Европа. Сите се high income, така, 2022 година. Русија е средно накај висок инкам, така. Што правиме со фактот и погледнете сега од каде доаѓа ова? Ова доаѓа од Светската банка. Значи ова е проценка на Светската банка. Уште еднаш да не заборавиме, Светската банка заедно со Интернационалниот монетарен фонд се создадени кога е создадени НАТО и се дел од НАТО. 2 јули 2024 година, пред 4 дена, Русија е класифицирана како high income country, односно земја со високи приходи. 2023, значи затоа што не го засметуваат ова за претходната година, Русија се преместува од upper middle income на high income. Што правиме сега? Нели беше само обрамбениот
индустријски комплекс. Како сега наеднаш цела една класа напреднала земјава во делот каде што имавме најголем дел од санкциите врз оваа земја. Повторно, каде доаѓа ова? Светската банка. Кој лаже сега? Може ли некој да ми, не знам, ви кажете ми, кој лаже? The Economic Times. Despite war and sanctions, Russia became a high income country. Economy. Значи и покрај војната и санкциите, Русија стана високо примачка земја, да речеме, кога станува збор за секојдневното население. Ова не е за Путин, ова е за секојдневното население. Нивни медиум, така. Уште една интересна работа. И покрај, значи ова е многу битно, така. Русија само што го зема местото на Јапонија за да стане четврта по големина економија во светот. Каде што претходно била Јапонија, сега моментално е Русија, па потоа се Индија, Мурика и Кина. Од овие топ 5, првото, третото и четвртото место се на БРИКС. Тоа ви кажува каде се тоа оди. Сега, повторно, ајде да речеме дека ова е некој си медиум негде што не го веруваме, така? И јас не би знаел точно од каде доаѓа, така? Што правиме кога истиот овој фактор доаѓа од Светската банка, че ова е нивна страна, каде што, погледнете, 30 јуни, PDF форматот за 30 јуни на Светската банка, каде што можеме да видиме најголемите економии според purchasing power parity, односно практично според купувачка моќ. Истиот, така, значи ево, овдека е отворен, ево го PDF документот, Русија со 200 милиарди повеќе куповна моќ за разлика од Јапонија. Јапонија нула санкции, Русија сите санкции во светот, Русија успева да стигне Јапонија да стане трето место и Германија да не заборавиме. Класата на примања за цел еден степен се подигнува за време на најголемиот дел од санкциите и нормално нивната економија расте 3 пати повеќе од сите гериатрија 7, нема ниту една санкција врз гериатрија 7. Сите санкции се врз Русија и она расте 3 пати повеќе. И на ова што има да каже фон дер Лајна? It's the strongest sanctions ever, which leave the Russian economy facing a decade of regression and its industry starved of any modern and critical technologies. There will be no impunity for these Russian crimes. Интересно, целаа приказна е посеиза и се немаат јавено од Интернационалниот монетарен фонд и Светската банка да ја кажат дека Српска не може, значи не било, стварно не функционира, гледаме, не оди. Да не забораваме дека не е само фон дер Лајна, овдека си останатите папагали кои што го кажуваат истото, почнувајќи со Борел. Sanctions matter, but they have to be maintained over time and ensure that they are not circumvented. Thank you. Вика, санкциите, вика, може, санкциите ќе бидат, вика, но мораме да ставиме време истите да функционира. Да не заборавиме, значи, прво ставаш санкции, па не функционира, па гледаш дека се оди обратно, па гледаш дека твоите економии почнуваат да назадуваат ова и понатаму продолжува да расте, и кога веќе нема што да кажеш, што кажуваш? Аби треба време. Кое време, бе, брат? Значи, твоиве институции кажуваат дека проекциите се подобруваат, не се влошуваат. 2023 пораснала за 3, сега расте за 3,4%. Кое време? Значи, ајде, објаснете ми, јас еве не бањат ваков никаков од Балканов, што не ја разбирам. Еве, јас, да речам, ве прашувам, кое е време? Кога ќе почнат санкции? Кога? Оприлика чисто да имам представа, се разбираме. No, that's bull, that's nonsense. We need some fresh ideas. Better, stronger, and effective. За оние кои што не знаат што се случува, че ова морав да го пуштам како и секојаш, ова е видео во кое што русите се дупат со екипава на Западов, пошто ти треба да седнеш и да смислиш 20.000 санкции, се разбираме? Значи ти треба буквално да седнеш и да мислиш што да кажеш, нема веќе 20.000 санкции, ја не знам што санкции следни, што. Значи да почнат да им забрануваат да гледаат на Запад, не знам.
Стварно не знам што би ги казниле веќе Русија, нема никаква логика ова. Еве како изгледаат значи лидерите на запад кога мислат нови санкции. Нацистов ми е овие, мајке ми, на Chat GPT прашува што да ги банираме следно, што да им санкционираме следно. Oh God, I'm so tired. International. Затоа ги банира сите медиуми. Демократија, како да ви обяснам. А во меѓувреме, да не заборавиме, значи ова е исто така крајно нивни вестник, Брусел Сигнал, значи ова е нели најголемото село во Европа, така наречено Брисел, вели 2 од 3 германски компании се релоцирале надвор од Германија поради хаосот со енергенсите. Не знам сега, чекај, не разбирам. Стои, полека, чекај, да вратиме назад. We have put in place the strongest sanctions ever, which leave the Russian economy facing a decade of regression and its industry starved of any modern... Ете, гледате? Значи, гледате ли што се случува во Германија? Ете. И да не заборавиме да се вратиме уште еднаш назад, дека Германија уназади 0,5% во GDP во 2023 година, а 2024 то прво ќе видиме. Така. Значи, не се секирајте, Русија страда. Во исто време, Bloomberg вели, германските денови како индустријска супермоќ доаѓаат на крај. Bloomberg е најголемата и најпозната финансиска мрежа, би рекол телевизија, не знам, се има, радио. Не разбирам сега, чекај, кој го казнуваме? Германија казнуваме или Русија? Некако не ми е јасно. Еве, јас како не ја разбирам, значи, цела вара. Ако може некој да ми објасни во коментар, значи, вака изгледа работа, малку. Значи, во Германија слушаат Зеленски на телевизија, на германски, како зборува дека Украина ќе биде јака. И сега, ова јас пак верувам дека е направено од АФД, ова не е направено од Русија, Alternative for Deutschland, но како и да е, ајде да решиме дека е од Русија, како и да е, сепак е смешно да се насмееме малку, како изгледа моментално германската влада за поддршка на Украина во еден нормален дом во Германија. Guten Tag. Zelensky! Hi, Zelensky. Schneller! А не се 22, туку се многу повеќе, сега одека лажат дека не дале, да не заборавиме дека Европа се уби од давање пари. Нормално, кој дава во Европа пари да не дава случајно од Бугарија? Дава од Германија и Франција, ајде да бидеме реални сега, така. Но како и да е, ајде, се смее или не, тоа е реалноста моментално. Треба да се брани Украина, дечки, извинете, ама нема потреба кај вас со телевизор. Треба кај Зеленски да пратиме. И е овдека, значи, морам значи, да го поздравам секоја чест како добро објаснето. Значи, на кратко, Зеленски да ви објасни, се извинувам каков Зеленски, Господе Боже, што кажа. Значи, е Чичко Путин да каже негово мислење во однос на животот во Германија после руските санкции. Многу добро кажано. Вот сейчас мне в голову пришел анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам. Мне один
приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает сын спрашивает у папы: папа, почему так холодно? А он говорит: потому что Россия напала на Украину. Значи, кажува вид, вели вика, како да ви објаснам, вика, ќе ви кажам, вика, една шега, вика, која што ми ја каже, вика, мој германски пријател. Вели, во Германија, во типичен дом, детето го прашува таткото, тато вика, зошто вика толку ладно, вика, кај нас дома, и таткото му одговара, вика, за тоа што вика, Русија ја нападна Украина. Ребенок спрашивает: а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? И вика, детето го прашува, и ние што направивме? Па вика, ние им ставивме санкции. А вика, зошто им ставивме санкции? Па за да им биде, вика, лошо на русите. И дете го гледа татко и му вика: тато, а ние руси ли сме? Едно време дете разбира дека економија некако обратно оди. Но како и да е, нема да пуштам рекламата за Божи, вика имате видено доста пати околу санкциите. Само сакав ова да ви го напоменам, затоа што не слушате што ви кажуваат вашите политичари, туку гледате што прават, се разбираме. Значи, гледате сега, значи во оваа ситуација фон дер Лајна мислите дека не знае за овие репорти, мислите дека не видела дека руската економија понатаму расте, мислите дека не видела дека Светската банка моментално само што ја премести руската нација на едно скалило повисоко по приход. Значи, да бидеме реални, сето тоа го знаат. Но и понатаму овој куклен театар мора да продолжи, затоа што Западот не знае што значи тоа да изгуби, се разбираме, не се кидете, наскоро ќе научи. Како и да е, бидете внимателни, размислувајте правилно, затоа што некогаш да се преселите во одредена земја или да инвестирате во одредена земја може многу да се одрази на вашето портфолио доколку не сте свесни за вакви големи поместувања во геополитиката. Имајте го тоа предвид и не дозволувајте шарлатани и идиоти да ви кажуваат која е реалноста. Најдете сами. Значи, сите овие факти на мојот канал може да ги проверите во било кое време и уште еднаш ве охрабрувам да направите собствено истражување. Финансиски независен и човек кој што знае како да инвестира и разбира економијата и финансиите, не очекувате да станете од школа. Очекувате да станете од искуство и од самостојно истражување. Само така ќе знаете точно што правите и со вашиот живот, и со вашето портфолио, и со делот каде што инвестирате во вашата иднина. Сега, се враќаме на биткоин делот, кој што е многу битен, каде што прво ќе разговараме за, не е FOMO, се извинувам, туку е FUD. Моја грешка, еднаш ќе го поправиме тоа. Значи имаме FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Зошто го имаме тоа? Значи главниот Fear, Uncertainty and Doubt или страф, несигурност и сомнеш доаѓаат од Mt. Gox, Мурика и Германија, кои што моментално или продаваат или пак се во процес на продавање. Mt. Gox моментално официјално започна со продавање. Зошто е толку проблематично? Зошто сите се толку уплашени? Затоа што од 94.457 биткоини кои што знаат, значи има луѓе кои што буквално име работа да седат и да ги следат новчаниците на Mt. Gox или пак на сите институции поврзани со Mt. Gox. Каде што оваа количина на биткоини кои што знаат дека се директно во поседување на Mt. Gox, 47.288 веќе ги напуштиле овие wallet-и. Тоа е повеќе од половина од коините, односно биткоин кој што го поседува Mt. Gox. Уште една зона кој што не знаат, станува збор за пропадната менувачица од 2014 година, која што беше хакната, каде што се изгубија 900, а не 90.000 биткоини, но они успеа да вратат негде 140.000 назад. Од кои за 94.000 знаеме кои се адресите, од кои половина од нив веќе ги напуштиле овие адреси. Каде се истите отидени? Значи, веќе знаеме дека најголемиот дел од овие се дадени на менувачници. Зошто се дадени на менувачници? Значи, вие сами одлучувате каде ќе добиете рифанд за оно што ќе успеат да ви го вратат. И во оваа ситуација гледаме дека голем дел, верувале или не, од оние кои што имаат право на рифанд, барале биткоин или биткоин кеш да им биде вратен на менувачница. Зошто велам, значи практично они даваат wallet адреса која што е асоцирана со одредена менувачница. Поголем дел од овие коини кои што се веќе пратени, се пратени на менувачници. Што значи дека моментот каде што имаме продажба е започнат и во тек.
станува збор за голема сума која што моментално се продава. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, мораме да забележиме една битна работа. Оприлика 140.000 биткоини се моментално во прашање кои што ќе бидат вратени на луѓе, од кои што се очекува дека поголемиот дел ќе бидат продадени. Нормално, очекувано. Зошто? Затоа што зборуваме дека поголемиот дел од нив значи само овој да сакам да ви го покажам прво, значи околу 99% од 8,2 милиарди вредниот биткоин кој што моментално го враќа Mt. Gox ќе биде продадени. Во ред, разбирливо. Логиката поради тоа е дека околу значи овие коини кои сега ги враќаат во однос на цената кога ги изгубиле луѓето се во профит од околу 8500%. Така, и нормално дека истите се енормно во профит и потенцијално ги продале. Иако не верувам дека сите ќе ги продадат, но ајде да речеме најлоша варијанта ќе ги продадат сите. 8,2 милиарди долари. Така. Значи моменталниот маркет кап на биткоин е 1 трилион и 115 милиарди долари. Така. Колку ќе продадат? 8,2. Значи да продадат 8,2 моментално во овој ден. Тоа е вредност од околу 0,1, не или 0,1% од вкупната количина на маркет капот на биткоин. Се разбираме? Значи, да, страшно е и многу од луѓето кои што се нови на пазарот тоа го доживуваат како готово, крај на светот, се разбираме. Значи, тоа 8 милиарди за секојдневен човек, тоа е баснословна сума, така. А да не заборавиме дека ние имаме 1,115 трилиони, така. Значи, 1 трилион 115 милиарди. Што значи дека ова е премногу мала сума за луѓето да бидат исплашени, но без разлика. Кога вака ќе биде покажано како вест, поголемиот дел од оние кои што се нови на пазарот ќе се исплашат веднаш. Значи 99% од 8,2 милиарди ќе биде продадени. И тоа го гледаме на пазарот. Голем дел од луѓето продаваат, така. Ова дополнително е забрзано со фактот дека Германија веќе продаде и уште еднаш на 4 јули, тоа беше пред 2 дена, продаде уште 75 милиони вреден биткоин. Моментално има продадено заедно, само да видим колку, значи вкупно има продадено 390 милиони долари вреден биткоин, а вкупно поседуваат 2,3 милиарди. Значи тоа е вкупната сума на биткоин која што ја поседуваат, а веќе продале така речено прилика малку помалку од 1/4 од овој биткоин. Значи дури имаше еден политичар од во нивниот парламент што зборуваше дека ова е глупост што го прават, значи продаваат биткоин кој што треба да се чува, но како и да е, тоа е тоа. Германија моментално е смешка во Европа. Значи па ќе кажам, 2/3 од компаниите ви испаднале затоа што нема ефтин газ и да не забораваме дека и Volkswagen и Mercedes, тоа значи Mercedes и Volkswagen биле производители на штука, бомбардери, на пантери, на леопард тенкови, зборуваме во Втора светска војна. И сега најнаш тие компании кои што биле тука во Германија за се преместуваат во други земји. Тоа треба да ви кажа се што треба да знаете околу Германија моментално, но како и да е. И Мурика, да не забораваме дека пред само една недела исто така продаде одредена количина, околу 240 милиони вреден биткоин. Значи, се е тоа во ред и кога ќе оставите како една целина представува проблем, значи представува страф, се разбираме. Сега, она што го продале моментално и Германија и Америка, многу добро представено овдека, од аналитичар CryptoQuant, значи погледнете колку добро објаснето, значи овдека направил добар чарт каде што можеме да видиме колку институциите внеле во текот на 2023 година, значи е од 2023 и колку изнеле. Значи ова е колку продала Германија и Мурика, така, а ова е колку пари влегле во текот на 2023 и моментално до овој момент во 2024 година. Значи дали гледате колку мал процент е продаден, но е доволно за паника на пазарот. Така, значи гледајте што се случува кога има добар маркетинг на паника на пазарот. Значи погледнете колку пари влегле, погледнете колку пари се продадени и имате паника на пазарот. Така. Значи оваа паника на пазар, верували или не, доаѓа директно од ритейл секторот. Ќе го покажеме тоа нормално сега. Значи да погледнеме што се случува. Прво, еве ќе го погледнеме на кратко чартот. Можеме да видиме дека откако го, морам да кажам дека морав да го соодветно да речам поместам каналот, затоа што гледаме дека долните граници
веќе резултираат соодветно со односот тоа како системот се однесува. Значи, знаете и сами дека техничката анализа со време морате да ја односно мораме да ги, нели, соодветно прилагодуваме и алатките и конструкциите и сите овие формации во однос на оно што се случува моментално на пазарот. И уште еднаш ќе напоменам, ова и понатаму останува стандарден, значи флег формација, како што досега ги имавме во безброј случаи во целиот овој дел бул маркетот, така да и во оваа ситуација само што е со многу поголем капацитет и многу поголема конструкција оваа формација. Додека на неделно ниво, ако ги погледнеме индикаторите, погледнете, значи RSI се наоѓа на 48, сток RSI се наоѓа на апсолутна нула. MACD моментално буквално преминува преку нулата, значи е доста оладен и VWAP погледнете колку е длабоко. Значи последен пат гледате колку бил длабоко на 21 август. Погледнете што се случувало на 21 август. Значи кога последен пат сме имале толку длабок VWAP како што имаме моментално и каде што буквално вредноста на RSI била околу 50. Погледнете каде сме биле. И погледнете што се случува следен пат, така. А се наоѓаме на средината, така речено, на bull market. Повторно, не велам дека ќе имаме скок веднаш, денес, утре. Јас постојано тоа го зборувам. Долгорочно знаеме каде се тоа оди. И понатаму можеби ќе проложи некоја одредена количина на фат и на pain, значи на болка што моментално ја гледаме, но тоа не го менува фактот дека сите знаеме каде се тоа ова се движи. И уште еднаш, никој не ве тера да чувате, значи ако некој од вас мисли дека ова е премногу за него, во било кој момент може да се откаже, значи тоа е секогаш на ваша рака, се разбираме. Верувам дека многу од оние кои што следат нашиот канал уште од самиот почеток се во солиден профит, никој не ве тера да го станете, се разбираме. Секој од вас треба сам да одлучи што понатаму. Погледнете, се наоѓа на долната граница на Болинџер бендот. Последен пат на долната граница на Болинџер бендот сме се наоѓале на 4 септември. И што се случило после тоа? Така, значи моментално само што направивме корекција до долната граница на Болинџер бендот. За жал го пробивме bull market support бендот, но се случува тоа да биде и доста кратко некогаш, останува да видиме, но уште еднаш погледнете. Кога последен пат сме биле толку ниско на 46 вредност на RSI, погледнете, еве кога. Значи пред овој огромен скок. Значи оваа корекција направи да се оладат индикаторите енормно. Но, нели, останува. Секој од вас одлучува за себе нормално. Сега, кога станува збор за ликвидациите, значи еве од каде имавме најголем дел од проблемот на пазарот, е фактот дека во текот на 4 и 5 имавме вкупно 416 милиони ликвидирани лонг позиции и во 5 334 милиони лонг позиции ликвидирани. Значи погледнете, последен пат сме имале толку високо нешто, еве кога. Ова е на самиот врв практично. Значи погледнете колку голема количина на лонг позиции биле ликвидирани. Сега да видиме кој продава. Значи тоа е најбитно, така. Значи ако продаваат институциите, реално и јас би се исплашил, така. Но дали продаваат институциите да видиме? Погледнете. Значи, само момент. И понатаму GBTC продолжува да крвари, ништо ново. Но што се случува со останатите да видиме? Значи во овој најголем дел од падот, каде што моментално имавме солиден пат надолу, погледнете. Ние имаме пат на биткоин и понатаму, во целиот овој период, од 1 јули па навака ние имаме голем пат, а што се случило? Количината на биткоин во рацете на институциите се зголемила од 249 на 252.000 биткоин. Значи, наместо да продаваат институциите, што значи дека ритейл секторот кој што е уплашен моментално, продава на институциите кои што акумулираат моментално, очигледно. Еве, од втор аспект, значи да видиме однос на ден. Во целиот овој период, од 1 јули до 5 јули, додека траеше оваа продажба, така речено, значи 1 јули ние сме имале 129 inflows, зборуваме милиони, така? И на 5 143 милиони inflows. Денот кога имавме, така речено, и најголем пат, погледнете. Значи ова е, само да оставиме на дневно ниво, за да можеме да видиме точно кога и колку голем пат сме имале, значи 1 јули, така, најголемиот и на 5 јули, погледнете. Значи ова, каде што испаднавме надвор од каналот и моментално се задржавме во него, погледнете. Гледайте кој го купил. Погледнете. 143 милиони вредносен биткоин бил купен од институциите. И понатаму, нели, GBTC крвари, ништо ново, но институциите очигледно купуваат. А ритейл секторот и понатаму продава. Пак ќе кажам, не е ова за секој, некои луѓе едноставно не можат да се носат со ваков тип на притисок и тоа го разбирам, затоа мора да одлучите самите
кој е нивото на ризик кој што се спремни да го прифатите. Но крајот од денот ние поминавме преку многу полоша ситуација од сето ова, да се откажете сега мене ако ме прашувате е крајно тажно. Но пак ќе кажам, јас не можам да ви дадам совет, не можам да ви кажам што да правите, јас можам да ви кажам што јас правам на пазар, јас и понатаму продолжувам да го акумулирам. Сега, реално ова треба на вистина да седнеме солидно да го истражиме, затоа што ние од Layer 2 солуциите на биткоин имаме истражено само една. Значи овде има неколку, со тоа што ние имаме истражено само Stacks. Само сакам да ги покажам кои се прво, па потоа ќе поразговараме генерално за самата категорија, не нешто посебно. Значи вака. Само да видиме каде се, тука беа наброени на крајот, Rootstock, Liquid Network, RGB и овдека е оно кој што веќе го имаме направено, Stacks протокол. Зошто велам дека е битно? Знаете како? Првенствено, прво треба да видиме дали, барем јас се уште размислувам, дали на вистина има потенцијал ова да се развие доволно за да земе замав во генерално криптосферата. Зошто го велам ова? Ние понатаму имаме проекти кои што исклучиво се наменети за смарт контракт компатибилност и развивање на екосистеми. Тоа се и категоријата на смарт контракт компатибилни Layer 1, така како што Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot и така натаму. Биткоин, барем до сега, никој од оние кои што го купуваат не го гледаат како таков, се разбираме, значи едноставно не го гледаме како смарт контракт компатибилен блокчейн кој што може сега да развиваме ние екосистеми и апликации на него. Прво, затоа што е премногу бавен како блокчейн, затоа што е првиот, е најосновниот, неговата технологија е малку застарена. Второ, е најсигурниот, но доколку се користи на тој начин, со програмабилност, со апликации и така натаму, неговите физ ќе бидат енормно високи. Така, значи бавен и високи физ едноставно не дозволува да луѓето гледаат на биткоин на тој начин. Повторно, не велам дека Layer 2 нема да успеат на биткоин, но треба да бидат толку револуционерни за да успеат да направат, затоа што погледнете сега, вие користите многу позастарен блокчейн кој што има најголема сигурност во светот, но е премногу бавен и неговите физ може да бидат големи и високи, кога има премногу трансакции, за да изградите смарт контракт компатибилност. Така да, оно што го имаат како задача е многу сложено и многу тешко и сега за сега се уште никој не успеал да го реши. Ако успеале, тогаш нема никој доди на Ethereum, сите ќе на биткоин како најсигурен блокчейн на светот, така. Затоа уште ќе напоменам, оваа категорија мислам дека треба да седнеме да направиме соодветно видео за ова и да видиме реално кои се барем до сега истражените, да речам, и позитивни и негативни страни, ограничувања и така натаму, но ова е нешто што мислам дека треба да го обработиме понатаму, ќе го ставам на мојата листа за потенцијална обработка. Сега имаме малку добри вести. Значи, Coinbase моментално поднесе тужба против SEC и против FDIC, значи она Federal Deposit of Insurance Corporation. Тоа е практично агенцијата која што се занимава со осигурување на депозити во банка. Зошто? Ако се сеќавате, оние кои што го гледаат нашиот канал полого, ние многу време се занимаваме со оваа тематика, тоа е Chokepoint 2.0. Ова е видео од пред една година, поточно од март 3 2023 година, каде што кога започна сето ова и колапсот на банките кои што го искористија за да го направат овој Chokepoint 2.0, каде што буквално моментално SEC, значи тоа што Coinbase го тужи пред суд, е да докаже дека SEC направи така наречена не е ни регулатива, туку тоа се правилници, затоа што SEC нема право да прави регулатива, нема право да прави закони, правилници со кои што на институциите така речено направи да им биде практично нелегално или пак комплетно непрофитабилно да имаат било каков тип на соработка со крипто ентитети. Зборувам за сите финансиски институти, посебно за банки. Така. Значи дека на тој начин они буквално направиле било кој од овие ентитети кои се занимава со крипто, менувачници и така натаму, да не можат да добијат банкарски услуги. Вие на тој начин, затоа и се нарекува choke point или точка на давење, каде што се обидуваат да ги искоренат овие бизниси од мурика, затоа што немаат пристап до банкарски услуги. Се уште не може да функционирате без банкарски услуги, се разбираме. Со тоа што моментално SEC, значи ова што се случува е сериозно, Coinbase ова го дига на сосема ново ниво. Во очекување дека и Конгресот и Сенатот ќе бидат позади него и дека нормално Трамп ќе добие председателска
ова не е напишано, јас ви го кажувам што јас го размислувам, се разбирам, јас верувам дека ова е поради очекување на поддршка од страна на овие ентитети. Зошто го велиме тоа? Погледнете го во видео, ќе го ставам во предлог, ако сакате да знаете се повеќе за Chokepoint 2.0 и што направија во март 2023 година кога колабираа оние две банки кои што беа поврзани со крипто, но не колабираа поради крипто. Крипто доби голем бенефит во моментот кога колабираа, но од каде се тоа доаѓа сега? Значи во исто време погледнете што се случува. Ако сеќавате, ова е таа легислатива или правилник, второстепена легислатива, SAP 121, кој што е донесен од страна на СЕК со цел да се направи ова Chokepoint 2.0 и да се на некој начин забрани на банките да соработуваат со крипто. Каде што и Сенатот и Конгресот веќе донесоа, значи, одлука со која што бараат ова да биде укинато. Значи Сенатот и Конгресот донесоа со 55 и 61% од гласовите вкупно одлука дека треба да биде укинато и гериатрија Џо излезе и стави вето. Сега, повторно се враќа назад овој совет, значи јас добро е што сега јас на пример прилика имам идеја како тоа функционира. Значи сега повторно гласаат и Сенатот и Конгресот, но за да го успеат да го преминат тоа вето, мораат да добијат 2/3 од скупната количина на гласовите за ова вето да биде укинато. И на тој начин веќе станува закон. Ако тоа се случи, тогаш ќе има многу полесен и побрз развој на крипто во Мурик. Само треба да дојдеме на тој степен и да не забораваме дека дури да не се случи ова, до ноември е гериатрија Џо. Од јануари голема веројатност дека ќе биде Трамп. Трамп веќе кажа веднаш дека ова ќе биде укинато веднаш. Значи нема да има потреба од двотретинско мнозинство, нема да има потреба од театар, се тоа ќе биде укинато многу брзо. Значи и Coinbase, и Конгресот, и Сенатот сите работат да се оттргне оваа блокада, што ќе помогне многу во адаптација на крипто, затоа што сите институции, посебно кога станува збор институции, зборувам за минувачниците, ќе имаат пристап до банкарски услуги. Ќе имаме сосемна поинака слика на крипто во Мурик. Они и без тоа успеваат да се пробиваат. Замислете со него. И една интересна вест за крај, значи знаете дека Нешвил има најголемата конференција за биткоин, која што е на крајот на овој месец, некаде од 25 до 27, со тоа што ќе има еден интересен момент, а тоа е карате комбат, верували или не. Да, ќе има и борби на луѓе кои што се професионалци, но интересно е фактот дека ќе има борби помеѓу инфлуенсери, верували или не, каде што инфлуенсери, сега зборувам се инфлуенсери од криптосферата, ќе се тепаат едни со други, нели во ринг. Сега верувам дека ова доаѓа од некој конфликт на интернет, но интересно е кога Keyboard Warriors ќе се најдат во нели кафес, интересно. Кој знае, може би еден ден ќе се најдам и ја. И значи ова се првите кои што ќе се борат, тоа се официјално некакви си препоставувам криптоинфлуенсери, но интересна вест за крај да се олабаваме малку. Нема да ви додевам денеска со одјавата, значи немам ни време да ја направам истата, само сакам да напоменам дека со енормно количество на гласови од ваша страна, значи е одлучено дека недела, односно утре ќе добиете специјално видео за Ethereum Spot ETF. Значи верувам дека е битно да се направи ова, највеќе затоа што уште во следната недела има изгледи дека потенцијално ќе биде одобрен. Не можеме да знаеме со сигурност, ова е нормална веројатност која што ја даваат највеќе оние двајца експерти за ETFs кои што ги следиме на Bloomberg, но за сега биле доста точни во своите проекции, па затоа и не гледам причина зашто да не ги следиме и верувам дека е добро да направиме една наша значи 98 од 106 гласа, мислам дека е повеќе од јасно дека ќе биде ова специјалното видео. Значи сакам да направам еден изглед на тоа што се случува и што се очекуваме од Ethereum Spot ETF, барем кои се моите гледишта и нели како тоа ќе се одрази и на крипто циклусот. Така да уживајте во утрешното специјално видео, верувам дека многу од вас ќе сакаат да го видат и се гледаме во следното. Поздрав од Крипто Гемиџи.